Со Гордана Дубњак нема да поминеме добри 15 на минути, бидејќи е дојдено време за правда, Гордана. И неправда. И неправда. Денеска се договаравме да поминеме низ една, ми се чини важна, а помалку запоставена тема кога се разговара за овие силни реформи, судство, правди, неправди, кај нас тоа е секојдневна Многу важна и многу суштинска. А темата е именно за овие, да кажам, вештачења кои што се дел речиси од сите покомплексни и покомпликувани судења, каде што наодите на вештаците би требало да олеснат во определувањето на правдата или неправдата во одредени случаи. Што се случува со вештачењата? Морам да кажам, ако ми дозволи само, дека јас малку бев изненаден, иако ти велиш дека тоа не е некоја нова пракса, но во едно судење минатата недела во едно рочиште обвинителката бараше на 4 вештаци кои направиле лоши вештачења да им се одземат лиценците. Па тоа некако во сите овие предизборни теми. Информација е 5 дека се вештачења. Зашто станува збори, што е всушност, што се случува во областта на вештачењето? Има еден многу сериозен проблем со вештачењата, кој што на никој начин, како што кажа ти, е запоставен. Бидејќи вештачењата се многу битен сегмент при донесувањето, некогаш и клучен во донесувањето на судската пресуда, со оглед на тоа што судијата и членовите на судечкиот совет се правници. Има предмети комплицирани каде што има потреба од познавање и експертиза за даноци, за градежништво, за урбанизам, за сообраќај, балистика и сето тоа. И многу често се случуваат некои ситуации или предолго да се чекаат вештачењата, па дури во досегашната пракса имаше случај кога вештаците го уценуваат судот додека не им се плати, дека нема да го дадат вештачењето. Втора ситуација кога имавме вештаци со истечени лиценци, што исто така може да го компрометира судскиот процес и тоа да биде причина и за враќање на предметот, и тврдења за нестручно и несовесно вештачење. Како појаснување, двете страни имаат право, значи, на вештачења, доколку судот се сомнева или тие се спротивставени, може да наложи супер вештачење. Не секогаш тоа се бара. Меѓутоа, забележувам во контакти со граѓани, сега во конкретниот случај беше во прашање обвинителството, кое што изнесе многу сериозни обвинувања за случајот Топлик. Да подсетиме, се работи за собственост, за Сончев град, за собственост на каде што обвинителството тврди дека вештаците се ставиле во улога на судии, излегле од нивните рамки и од нивната експертиза. Јас не знам дали е тоа така, тоа треба дополнително да се утврди, но има еден момент кој што е многу важен и многу суштински, а тоа е дека во моментот тие сериозни сигнали што доаѓаат и од граѓаните и обвинителството, како да не се гледаат доволно со внимание. Кој е надлежен за вештаците? Кој ја води таа Министерството за правда има таму посебен сектор кој што се грижи за вештаците и за проценителите. Бојан Маричич ќе го имаме за еден час од прилика во студиото, колешка Татовска ќе разговара со неја, баш ќе ја упатам. Спомнете го овој момент. Јас да кажам, можам да ви го кажам сопственото искуство, пред не повеќе од 2-3 месеца при изработка на една тема за фокус, имав потреба за да добијам повратна информација што се случува со едно вештачење, и она што мене ме запрепасти, бидејќи една од странките, семејството на жртвата во конкретниот случај, која што настрада во сообраќајна несреќа и виновникот беше ослободен од вина токму врз основа на едно вештачење, се жалел, поднел преставка до комората на вештаци. И јас по таа линија, по тој пат, првата адреса на која што се упатив беше комората. Верувате, таму никој не се јавува на телефонот што е на веб страницата, никој не ми одговори на мејлот.
за подоцна, обраќајќи се до Министерството до правда кој што е надлежен да ја врши, да го врши надзорот и да издаде лиценци за вештите лица, да дојдам до сознание дека неколку години комората не функционира. Таму последен председател беше, колку што сеќавам, поранешниот секретар на владата Дуневски. Но уште пофрапантен податок, а тоа е дека повеќе од 2 години е изминат мандатот на управниот одбор на комората. Кој предпоставувам дава и лиценци ги во тој процес, веројатно и ти играат. Вклучен е со мислење, меѓутоа и адреса каде што треба значи комората да се грижи за начинот на функционирање на нивната фела, но и за етичкиот момент, бидејќи вие во овој момент немате каде да се пожалите. Од Министерството за правда на мојата забелешка дека многу граѓани се жалат на квалитетот на вештачењата, ми беше одговорено дека немаа такви сознанија, но ми го потврдија фактот дека е истечен мандатот на комората, дека имаат во моментот и проблеми како да се конституира новиот управен одбор и дека во текста некакви измени на законот, кој што некако полека оди и така што, значи, 2 момента се многу битни за вештачењата, тоа е да имаме квалитетни вештачења, но и етичкиот момент е да не се дозволи државата да го контролира тој процес и сериозно да ги свати сите тие забелешки дека има вештаци кои што прават вештачења по нарачка, се разбира, мислам, што го урива и угледот на целат и кредибилитетот. Затоа што ние кога правиме анкети, таму е што мислите за судството? Мислејќи секојаш за судии. Тој комплекс е адвокати, вештаци, курири, обвинители. Тоа е цела една ситуација во која кој знае кој многу подобро си поминува од судиите. Факт е дека вештачењето е многу битен сегмент при донесувањето на одлуката. Не треба да биде пресуден или само на тоа да се темели. И добриот обвинител во конкретен судски процес ќе се обиде да обезбеди што е можно поголем број на материјални докази. Што е за другата страна, Гордан? Какви се услугите, колку чинат тие вештачења? Јас ако приватно ме тужи некој, имам потреба од вештак, тоа се непристапни цени се? Има тарифи, таму јавно се објавени, меѓутоа јас и по тие тарифи, кога нарачува судот вештачење, и се исплаќа тоа од судскиот буџетски... Кога судот нарачува? Буџет, да. Јас не сум сигурна колку вештаците се држат до тие тарифи кои што се јавно објавени. И погубно би било за правдата ако се нарачуваат, ако тоа стане бизнис комерцијален и да може се да се купува. Вештаците не се професионалци кои се само вештаци, туку работат по разни други работи. Тоа се вештачат по нарачка, по потреба. Можат и институции да вештачат и поединци. И сето тоа, меѓутоа пак клучен е кредибилитетот. Вие во една ситуација кога немате ефикасна контрола, кога немате некое тело во вашата фела кое што ќе се обиде да направи разлика и да го плевелот да го исчисти од здравиот материјал, ќе има ваква ситуација. Секој лови во матно. Меѓутоа, сето тоа, пак ќе кажам, е на штета на правдата и затоа во тој дел Министерството за правда има една клучна улога да го засили надзорот, сериозно да ги свати сите овие забелешки за вештаците, затоа што исто така да се води сметка при издавањето на лиценци, кој може да ја добие. Имат ли вештаците одговорност за тоа што го прават? Например, ако се констатира дека сега вештачењето е лошо, се одразува ги тоа на вештакот во смисла на лиценцата, него дури не сакам да кажам дали е корумпирано или некој тоа треба да го утврди. Некој тоа треба да го утврди. Во принцип, нели,
склони сме да веруваме дека не случајно се избрани и не случајно имаат лиценца. И затоа во законот постои таа можност за одземање на лиценца, како што има за груби повреди на постапката. Затоа и ми привлече внимание ова барање на обвинителката, еве пет вештаци да им се одземат лиценците, бидејќи веројатно е констатирано некакво погрубо нарушување на елементите на вештачењата за да дојде до тоа. Знаете, секогаш во судскиот процес има две страни. Едната ќе биде незадоволна, меѓутоа мора да има доволно убедливи аргументи зошто е тоа вештачење такво. Јас имав една ситуација кога разговарав со конкретниот вештак кој што за темата за која што истражував, многу некако паушални оценки ми даваш. На моето прашање како е можно да кажеме жртвата да не го слушнала свирежот за кој што околните кафеанџи тврделе дека е многу продерен, па вели можеби имала здравствени проблеми жртвата. Тоа се недозволени работи. Или се наведнала, па затоа не го видела автомобилот или камионот што доаѓа. Мора да бидат уверливи, квалитетни вештачења и да одговараат вештачењата за тоа што се ангажирани. Тешки денови за вештаците од кога се изнагледавме овие сите серии американци кои разни форензичари, судски серии и така натаму, гледаме како тоа изгледа таму, па и овдека се барањата веројатно такви. Гордана, благодарам ви за овој убав брифинг. Мислам дека ова значајно бидејќи тоа тема некако под тепихот останува. Да, покрај други сите се занимаваме со реформи, со дигитализација на судството, така. Ама е важен сегмент во секој случај. Се разбира, ова не знам колку луѓе не гледаат прилично колку што гледам по овој бројач овдека, меѓутоа кој знае колку одбив имаат, можеби и активни или поранешни процеси судски и така. Да, значи адресата во моментот е Министерството за правда, додека не се конституира изберен новиот управен одбор на комората. Благодарам уште еднаш, Гордана.